Почитувани гледачи, добар ден, ова е ново издание на Митови и факти, емисија која ќе започнеме барем со она што во моментов е најактуелно во светот, а тоа се оние досиеа произлезени од комуникацијата која што во текот на годините ја имал Джефри Епстин, човекот кој беше осуден за трговија со малолетници, со секс со малолетнички и така натака, и кој очигледно имал врска со огромен број на влијателни, богати и моќни луѓе. Тука со мене во студиото е Реџеп Исмаил, потпредседателот на Левица, пратеник во Македонското собрание. Добар ден. Добар ден, благодарам за поканата. Обично се обидувам овие подкасти, нели, као лежерно да ги започнам во една со по некоја смешка, со по некој виц, но не ми оди во моментите тоа, бидејќи нели, тоа што го прочитавме барем досега изгледа премногу страшно за некој може да најде, за да можам да најдам нели веселост во себе си. Дали се сложуваш? Па со оглед на тоа што какви све не информации од нели фајловите кои што излега од Министерството за правда, практично од Департментот за правда на САД, не е баш најсмешно, сериозна е ситуацијата. Хајде да дадам една позадина. Джефри Епстин беше собственик на оној Liberty Island или не, другачи име има, као Сент Джеймс? Сент Джеймс, да. Liberty е она во Њујорк. Сент Джеймс познат како Лолита. Да, Лолита островот или Епстин островот, така го нарекуваат во медиумите, значи каде што долги години поред се собирала голем дел од глобалната елита и таму се правеле нели забави, орги, секаков вид на сеанси, а многу често имало тука и лица кои се малолетни, па и деца, според законски деца, нели, значи кога се на возраст помало од 13, 12, 11 годишна возраст и тие учествувале во разни сексуални непримерни активности. До сега се објавени 300.000 документи од фајлот од мейлот на Джефри Епстин. Вела дека ги има 6 милиони вкупно и дека тие нема да бидат објавени. Бар така каже од Министерството за правда на Соединетите Американски држави, ќе видиме, да, и дека има уште и видеа и фотографии кои што нема да се објават. Меѓу лицата, огромен број на лица се нели инволвирани, се инкриминирани во кореспонденцијата со Епстин. Значи да почнеме од членовите на семејството Ротшилд, па не знам Тони Блер, поранешниот британски премиер, па поранешна председателка на Косово, која не успеав да го запомнам името, па го има тука Бил Клинтон, поранешниот американски председател, па Џорџ Буш постариот во една неверојатно експлицитна ситуација е актуелниот председател на САД. Актуелниот председател, да не го заборавиме него. Дури го има актуелниот градоначалник на Њујорк, Зохран Мамдани, како младо момче се слика заедно со неговата мајка. Заедно со неговата мајка, да. На фотографијата е Бил Клинтон и Епстин и оваја Максвел, што му беше нели што и да му беше на која што е единствената жива од тројцата осудени од овој случај. Да, единствената жива и очигледно работи како доушник на FBI. Па во затвор е сега. Да, веројатно, да. Сега тука имаме членови на кралски семејства, на европски кралски семејства, на тајландско кралско семејство, на огромен број на функционери, се уште актуелни или до неодамна активни од Европа, од Америка, од светот и така натака. Огромен број на дури голем број има и професори од професорската фела има. Меѓу кои Чомски.
Да, тоа ми изненади, да, еден од моите херои, Так. тој одел на тој остров. Не верувам дека зборувале за есенцијата на марксизмот. Добро, сега мора да го разграничиме неговиот интелектуален придонес и знаеш, не секогаш моралната рамка на личноста нужно се поклопува со неговиот несомнено интелектуален капацитет. Апсолутно е така, да. Па го имавте тука, не знам, принцезата на Данска, на шведското кралско семејство, британското кралско семејство, нели? Најексплицитно. Најексплицитно. Мислам дека овој случај е многу поактуелен и повеќе разбранува јавност во Британија него во САД, што е многу интересно. Да, па може британци не се навикнати на вакви работи. Нивата империја одамну изумре за... Или е посензитивна јавност. Може би. Да. И докај нас, да кажеме, имаше обид, нели, тука да се представи ка Сашо Мјалко бил во неговите документи, стварно бил, но тука се работи за еден обичен извештај кој се вели дека бил уапсен Сашо Мјалков, што не е нешто дека го поврзува, нели, со случајот, но затоа беше оваа ситуација со мозоците, нели, кога мозоци на луѓе што се самоубиле од Македонија биле праќени на Колумбија универзитетот, мислам, што било испитувано и фирмата во која акционер бил Џефри Епстен потоа направила некаков лек за психоза и така натака, значи еве Македонија ја има во неговите фајлови. Го има Мило Ѓукановиќ, за кој Епстин вели тој е многу паметен човек. И така натака, Мирослав Лајча, кој пред кратко наш време пријател. Да, во наводници пријател, кој многу пати не советуваше дека треба, нели, храбро да зачекуриме на европскиот пат и да не ни интересира минатото. Тој имал многу сериозна комуникација со Џефри и си поднесе оставка. Нели. Мислам дека у кратки црти, објаснивме што значи целиот случај, ако на некој од нашите гледачи не му било јасно. Прво прашање, дали изненадува ова? Па, со оглед на тоа што генерално, ако погледнеме назад 5-10 години, сите овие појави се рачунаа некако како на граница на теории на заговор, но сега видовме експлицитни документи кои што покажуваат дека тука има многу вистина. На самиот почеток би сакал да те коригирам малку. Значи, мора да видиме, така и се вика емисијата Митови и факти, да го разбиеме еден мит кој се гради, а тоа е дека цела глобална елита. Значи не е цела. Не е цела глобална елита. Значи глобалната елита на Западот. Она што ние го нарекуваме колективниот Запад. Добро, ние, знаеш, долго време во Македонија, сега се правдам, сонцето излагаше и се зогеше на запад, па можеби затоа тоа ми дошло. Да, ние сме длабоко во желудникот на западната пропаганда и тоа е. Ова со мозоците го покажува. Да. Значи, да, тоа е едно што треба да се разграничи. Очигледно дека западната и бивша и сегашна елита, како што спомнавме, е длабоко поврзана со случајот. Интересно е да се забележи дека не се работи за мислам како дојде до објавување на овие фајлови. Значи не се работи за 300.000, туку 3,5 милиони. Се објавени? Документи, да, се објавени во два наврата. Тоа дојде после одлуката на Конгресот како задача да мора извршната власт, односно значи тоа не сме го разбрали добро, ама има уште 3 милиони кои нема да се објават. Или не се знае точната бројка? Не се знае точната бројка, се претпоставува дека има уште 3 милиони кои што нема да се објават. Министерството за правда во последната објава во јануари со овие 3 милиони што ги објави, кажа дека тоа се со тоа ја исполнила законската основа, односно она што им е наложено од Конгресот да ги објават тие фајлови. Мора да забележиме дека голем дел од нив се редактирани
Значи, од објавените фајлови зборуваме, се редактирани со скриени имиња, со подцртани, со целосно страници кои што недостасуваат, а како што кажав, голем дел, се претпоставува дека 3 милиони нема воопшто да се објават. Изговорот е дека или се работи за заштита на идентитетот на жртвите, или се работи за, они го викаат, нерелевантни информации за случајот. Као случај со Саша Мјалков. Па видите, сега ние не можеме да кажеме ништо дека не е нерелевантно. Значи, тоа треба нашите институции, ако има некаква поврзаност, да прокопаат кај нас. Например, ова со мозоците би морало да се испита. Е директно поврзано со нас. Да. И сега можеби тука секако дека има луѓе кои што трети, четврти страни се споменувани во сета таа кореспонденција, но не значи дека се директно поврзани. Можеби затоа што Епштејн е познат по тоа што има и финансирано многу научни проекти и соработува со научниците. Дел од нив очигледно му биле и чести гости на неговиот доста остров. Научници, пронаоѓачи, да, истражувачи, новинари, видни личности. Истражувачко новинарство. Истражувачко новинарство, да. И ете високи позиции од бирократскиот систем и на Европа и на САД и на Велика Британија. Сега мора да ја одвоиме од ЕУ. Или она веќе не е дел од ЕУ. И мора да се каже дека, како што споменав, значи само тројца се осудени, тоест двајца се осудени, едниот во фаза на обвинение се самоубива, тоа е Брунел во Франција. Епштејн е осуден и се самоуби, единствен жив од тој случај. Да, тоа се самоуби, тоа снимката баш тогаш не работеше. Да, е час и половина не работеше камерата ке неговата келија. Да, тоа е многу симптоматично. И симптоматично е тоа што до сега нема отворено никаков акт, обвинителен акт врз основа на тие документи. Практично се осудени само луѓето кои што тој беше осуден за некои дела. Беше осуден, чекаше судење за други дела, така? Да, он беше осуден за трговија со Жислен Максвел е осудена за исто. Така, и се подведување овона. Зашто ни еден клиент не е осуден? Тоа ни еден клиент не е осуден. Тука има и председатели, кралеви, султани, све има. Многу има, ни еден од нив не е осуден. Не ни има отворено обвинителен акт. Претпоставувам дека американската администрација нема, ако воопшто се замара со кругот кој што посетувал и било како бил поврзан со Епштејн, нема да се замара со луѓето кои што не се нејзини државјани. Значи тоа е оставено на државите кои што веќе преку овие фајлови можат да видат каква била поврзаност. Мислам дека Британија има нешто околу овој принцот Ендрю, дека имаше некои истраги, нешто го викаа на распит нешто. Не. А не, тоа створи FBI го испрашуваше. Да. FBI го испрашуваше и британците само изјавија дека веројатно доколку се отвори случај во американските судови, Ендрю ќе мора да се појави како сведок или обвинет, Или обвинет. Нема да го обвинет. Не он нивни државјани за да го обвинат. Но веројатно ќе треба да се појави на сослушување. И тоа да видиме како ќе продолжи. Како што кажав, многу од материјалите не се објавени, дури има сведоштва на делот ДОЧ, од Департмент за правда, кој што ги објавува и редактира овие документи, дека има голем дел слики и видеа, и дека они сведочат дека тоа се грозоморни сцени кои што ги гледаат во тие фајлови, значи не само во кореспонденцијата, туку во видеата и во сликите. Така да не знам како ќе продолжи ова понатаму, но се надевам дека практично државите кои што
гледаат дека нивни државјани биле експлицитно инволвирани во овој случај, ќе отворат обвиненија. Не верувам дека ова клопка ќе се размота така лесно, може би воопшто нема да се размота, со оглед на тоа што многу актуелни личности од политичката бизнис елита, видовме дека и Елон Маск практично моли да биде дел од Тој вели дека тоа забавата. фалсификувано, дека не е фалсификувано. Не. Може да се најде тоа, нели? Апсолутно, да. Тој моли, сакам да се опуштам малце, нели? Не, он зборува за тоа само пред да се објават овие. Аха. Значи последниве. Практично темпирањето е дека он Тој беше многу голем улога во притисокот за да се да објава. се објават, така, он беше најгласен за да се објават, како што е и најгласен за многу работи. Но од после гледаме дека на вистина од кореспонденцијата он сака, моли да биде дел од се гледа од кореспонденција дека не бил дел, најверојатно. Не од ниедна бил, ама забава, сакал. но сакал да биде дел. Че не бил доволно возрасен, мајде. Да, и он вика на сега последната изјава негова е дека он тоа на ироничен начин го кажал во кореспонденција Ама со таа иронијата секретарката не се чувствува. Па сега, знаете, на писмена кореспонденција тешко е да се детектира иронијата. Многу е чудно е некако одјекот на јавност. Обичен народ коментира на Твитер, сите се згрозени, сите се зборувам ова глобално, не зборувам ова. Значи, обичните луѓе некако можеби не се толку изненадени колку се згрозени од степенот до кој нели елитата продолжила нели да се забавува до кај стигнало тоа. Иако нели тој и Калигула во првиот век истото го правил. Нели Тоа и зборуваме за некои во многу други времиња каде што не важат нели она аристократија исто така декаденцијата Декаденцијата. на европската аристократија е позната. позната е, да, Именно и знаеме тука сакам многу да што направам се извини случило. една паралела. Значи, целиот случај со инволвираноста на западната елита во едни вакви грозоморни действија само покажува како значи практично митот дека колониализмот на европските земји на западната цивилизација не е дека они носеле цивилизација, ме разбирате. Митот е дека носеле цивилизација, дека вршеле брутална експлоатација, брутални етнички чистења, осиромашување на населението, континенти. И сега ова само покажува како нивниот колонијален менталитет продолжува. Продолжува со она што они се финансиски доминантни, што се вели. Да, и помалку срекните сирачиња, нели, оној слој на општеството кој е најранлив, на кој најмногу треба да му се помогне, баш тука се... И јас чисто се сомневам, предпоставката моја е дека ако се одмота ова клопче, ќе видиме дека жртвите во овој случај се поединци, личности, деца од третиот свет. Веројатно најголеме досе. Мада има едно видео како керката на поранешниот австралиски пример излага заедно со излегува од една просторија со Джефри Епстин. Да. Тоа е исто Во првите фајлови беше Тоа беше објавено. првите файлови, значи стара е таа приказка, па не знам, овие децава на европскава аристократија преживеа ништо така, иделе таму често, не знам, можеби играле на PlayStation, можеби не играле на PlayStation. Ама сакам да кажам, ја моите деца не би ми ги остил на лика кој Епстин да ми ги чува, да ми ги шета, нели да ги Да. не знам, само они дека знаеле пои. Сега ти беше единствениот кој јас го забележав политичар дека веднаш кога се појавија нели новите фајлови изреагира и го осуди тоа, нели имаше свое излагање на социјалните мрежи, не видов некој друг. Веројатно имало, но јас не видов, можеби имало. Тука говорам не само за пратеници, туку и политичари, бивши поранешни дипломати, професори, што и да не, нели? Јас не видов, само твојот напис го видов. Сакам да кажам, обично
ние живееме во општество кај што нашата интелектуална елита е секогаш препаметна. Они за се имаат мислење, нели за се имаат нешто што да кажат, како да кажат, тоа вона. Ама за ова немаше многу дебати. Што значи тоа? Не дознале што е работата, веројатно е невозможно да не се дознае. Немаат мислење или им е срам? Што е сега? Или е опасно да се пише? Ќе се обидам тоа да го објаснам на следен начин. Сите, значи, агресиите на САД до сега во светов од нашата политичка елита дали беа осудени или од интелектуалната елита? Не. Се наоѓаше начин да се најде, да се релативизираат или да се најде некакво оправдување дека тие од истокот или од глобалниот југ се заостанати, па треба да им се направи војна интервенција, да се дисциплинираат за да се донесе демократијата во нивните држави. Значи, тоа е главниот наратив. Зошто се уште не го коментираат? Затоа што на ова нема оправдан. Значи, не може никако да се релативизира. Може да кажеш, добра, знаеш, ама ти у Иран се фанатици верски, разбираш? Да. Не се, ама ајде, тоа е ова наратив. е и да се фанатици верски. Па добро, остај ги. Значи, апсолутно. Тоа е работа на самите нивни луѓе, они нека се справат со фанатизм. Општеството треба да еволуира во повисока фаза на цивилизацијата од внатре, а не со интервенција од надвор. И увек тоа се покажа како лошо ги гледаме земјите во кои беше интервенирана се многу полоша состојба од тоа што беа претходно. Да. И практично ние гледаме дека моменталната американска администрација која што е на власт, се уште ние не гледаме одлучна акција од нивна страна дека на вистина сакаат до крај да идат со ова. Не. Сега нашите интелектуалци се запрашуваат во себе на која страна ние би застанале ако критикуваме ова. Ама чекај сега, зашто не треба страна, тука имаш нели човечност. Дали ти ова би го правил? Не. Дали ти си допаѓа ова? Не. Дали мислиш дека ова е грозно? Да. Па добро, човече, кажи нешто, пошто за се нешто до сега слушавме. И Гренланд, и Исланд, и не знам, Венецуела, и мислам работи кои што апсолутно немаат врска со Македонија. Не знам, и за Трамп каков бил и Џо Бајден. Едно време тука имаше многу паметни луѓе кои велеа ништо не му фали на Бајден, не е сенилен, тој измислуваат. Добро мислеа дека после испада дека е сенилен, да. Тој имаше стотици имаше коментари, колумни, јавни настапи кои го третираат тоа, нели? Па не за финансиската криза во Америка, па хипотекарна, сега сум малце повозрасен, па памтам повеќе, нели? Па тоа се све, нели, теории на заговор, па ништо, нема штама владе. Јас мислам дека баш тоа е ситуацијата, дека значи, затоа што не знаат, да чекаат да видат како на која, мислам, каква е намерата на актуелната администрација и мислам јасно е дека директно е инволвиран на актуелниот председател и други личности од врвот на бирократијата и не сакаат да нема добар човек, значи нема добар човек. Не сакаат да се најдат на спротивната страна по било која основа и во било кои околности. И видете делот таа наша интелектуална и политичка елита беше во многу добри односи со личности кои што експлицитно се најдоа како дел од ова, значи примерот е на Лајчак, тука беше чекан примерот, да. Лајчак е најдобриот другар на пронешниот министер Димитров. Така да Лајчак беше пречекуван со највисоки почести во Македонија, така да затоа се уште никој не се осудува да коментира воопшто, затоа што не може никако да се оправда ова. Да се неодбранливо. Да, неодбранливо е, подобро да се игнорира. Таму видовме интересни работи, веројатно има многу интересни работи, но ова сега нешто малце што допрва ќе излегува што све има. Вели во еден мејл ова со Украина е голема, ќе ни отвори голема можност на нас, вели Епстин. А во еден друг мејл вели од Косово до Тајланд ќе ни се отвори можност од милион деца да бираме ли, така некако е мејлот.
Тоа говори дека тој прстен таму на тој островот Сент Джеймс едноставно бил одговорени за многу несреќи, многу промени и геополитички, и геостратешки кои што се случија, затоа знаеме што се случи, нели? Ние мислиме, нели, дека некои работи се решаваат па во State Department, па нели Конгрес, па ништо избе на тоа на педофилскиот остров. Група на педофили прават планови за кај ќе има пуч, кај ќе има санкции, кај ќе се бомбардира нешто, кај ќе се купи земјиште. Да. Од кај мозоци ќе се набавуваат. Да, тоа со децата е многу интересно, значи имаме два случаи кои што претходно пред да се објавуваат фајлови, некако излегува во јавноста. Тоа е бар мене што ми се познати. Тоа е првичниот случај со познатата жолта куќа. Во Косово. Во Косово, да. Тоа за органи беше тоа. Да, тоа е имено и поентата. Аха. Значи поентата е таму не се прави, значи материјалите кои што се собирале за уценување во островот на Епштейн не се само ради сатисфакција на Епштейн да си гледа дома, тоа се материјали со кои што се оценува политичката елита за да издействува одредена политичка одлука која што ќе носи финансиски бенефит или во конкретни случаи политички бенефит за Израел, затоа што очигледно дека продолжена рака на Мосад е организаторот на сето ова, тоа е Максвел и Епштейн. Да, па долу за Максвел и имаше дека било навистина имала големи врски со мој таткото нејзин исто. Да, сега значи и извини, следниот случај е, ако се сеќаваш дека Путин мислам дека и го осудија формално кога на почетоците на специјалната војна операција во Украина неколку украински деца собра и ги донесе во Русија, го обвинија за тоа беше за крадење на деца. Тоа киднапирање на деца. Тоа апсолутно не е точно. Значи Русија сирачиња во Донбас. Да. Сирачиња во Донбас кои чии родители загинале во претходните борби. Загинале или се изгубени. Практично социјалната служба на Руската Федерација ги зема во Русија и ги третира како и сите такви деца во Русија. Им пружа смештај, образование, одгој и така натаму. И сега прашање каде би завршиле овие деца, Доста не може ќе заврши на островчето. Затоа вели Епштейн дека ни се отвори таму голема можност. Да, па да, Киев, одлично. Приубави луѓе живеат таму. Така, потоа гледаме западните корпорации купија еден куп земјишта во Украина? Во Украина, да. Значи, можноста што се отвара во такви предели е тоа. Има дури едни од фајловите, е многу интересно дека поранешниот премиер на Пакистан Имран Кан, кој што моментално за жал е во затвор, неправедно осуден. И се гледа од фајловите зошто е осуден, меѓу другото, вели дека најголемата опасност за нив не е ниту Си, ниту Путин, туку токму Имран Кан. Аха. Зошто? Заради тоа што Имран Кан е долг период дел од како да кажам, од елитата на Британија. И он ги знае врските, ги знае личностите, ги знае патиштата. Тајните, да. Но Имран Кан беше познат крикет, као се вика крикетар. Да, крикет играч. Да, и многу популарен. Од high society во Британија беше. Апсолутно, да, и многу популарен во тие англосаксонски, британско, не знам, кругови, нели, елите игра крикет, не играат обични луѓе. Фудбалот е за сиромаштијата, крикетот е за богатите и тој беше многу популарен во тоа high society на тоа што е Британија и тоа што се остатоци од британскиот колониализам, како што Пакистан е дел од тоа друштво и него го
нели беше представен како многу прогресивен, прозападен, ама испа дека не, нели, па потоа нешто му направија пуќ, па го апсија и така. Ама не значи дека ако е прогресивен мора да биде прозападен. Он си беше навистина прогресивен за конкретното конзервативно општество на Пакистан, и многу добро го водеше тој процес. Значи Пакистан со неговото влијание се издигна на едно повисоко ниво во секоја смисла. Но он реши дека не треба да биде Пакистан заложник на потребите на Западот и комплетно практично беше. Иначе војдено ме ловите има и за него за тоа, дека тоа е најголемата опасност. Тоа е најголемата опасност по нас. Бидејќи знаеат тој за нас се, да. Овие не знаат што знаат, Путин. Овие не знаат, да. Овие си гледаат своја работа. Ако мислам, веројатно не постои тајна служба во светот која не се обидела да дојде што е можно повеќе дел од овие мейлови документи, веројатно за своји потреби, за па сега тоа е интересно, дали пошто сега за сега нема објавено ништо надворот. Да. Сигурно. Дебатно забрава. Сега е тоа прашање, дали има нешто што е надворот тоа? Сега. Дали некој има пристап до. Има една теорија, вели, секогаш кога Америка се премислува дали да го нападне Иран или не. Тоа беше мојата поента на постот. Нешто излегува од скандалозно поврзано со Епстин. Сега слушнавме дека, значи, ова најново излегување, објавување официјално се поклопи со имаше една изјава на Доналд Трамп кој вели чекајте, не зборувате за војна, ние преговараме со иранците, можно е да се постигне некаков договор, нели? Немојте вие одма војна, пошто очигледно Трамп е човек кој не сака многу да се тепа, ама луѓето околу него го соскаат цело време, да? И таа излезе ова со Епстин, во кој нели се алудира на негова инволвираност. Претходно кажавме дека ако немаме докази за Епстин, Максвел сигурно била во соработка со Мосад. Дали ова од таму иде? Добар дел. Па најверојатно доаѓа од таму, затоа што веќе американската јавност и по оние новите истражувања на јавното мислење дека веќе станува свесна за практично геополитичките експанзии на САД не секогаш се во корист на САД, туку напротив дека некогаш се на директна штета на САД, а во служба на политичката поставеност, потреби на Израел. И мислам дека ова секојаш и на Израел, него на одредена група на луѓе. На одредена група на луѓе, да. Но генерално прашат израелците не сакаат бомби да им летаат. Кога е во прашање Блискиот Исток, а Иран е, нели, го споменавме, тука единствено на кој што одговара да се нападне Иран е Израел. На САД во никој случај не му одговара. Не знам зашто нив тоа тоа ќе ја поскапи нафтата, ќе им отвори еден огромен проблем. Апсолутно, да. Една огромна територија која реално не може да ја дури да го освојат Иран. Дури ќе им ги загрози базите наоколу кои што се и дополнителната работа на САД во корист на Израел ги загрозува односите со инаку добрите партнерски односи на САД со држави како Катар, Турција, Саудиска Арабија, затоа што Ево и забранија прелет преку своја територија, што при Саудиска Арабија што претходно не дозволија, ама се вршеше. Добро, ама и самото но овој пат експлицитно нема да летат од ке нас, што многу го затвора и маневарскиот простор околу. Ако се види мапата, нема да биде тоа баш лесно нешто да се. Па и не само тоа, и мислам дека новите технолошки достигнувања исто на Иран играа улога. Видовме дека практично интернет достапот од Starlink на Маск беше целосно блокиран, што навистина им даде тесна маневарски простор на САД. Тоа во така наречена револуција која ја имавме пред неколку недели, кога тоа е до потпуна блокада, нели, на интернетот, нешто што
многу земји не би можеле да го направат, тие го направија, да го блокираат сателитскиот интернет, што мислевме дека е практично невозможно, сепак ви испадна дека е возможно. Не знаевме дека е возможно, ама не знаевме Како? дека во Иран е возможно. Да. Иначе Русија, Кина, тоа се Добар, тоа се веле сили, Иран не е веле сила. така. Но сепак и онаа краткотрајна војна со Израел пред неколку месеци покажа со ние балистички ракети дека е Дека на дострел се дострел, дека многу лесно се гаѓа Тел-Авив. И нормално се да тоа не иде во прилог на нова војна, но некој очигледно е нестрплив да види нова војна и овие фајлови со Епстен никако како да се делат целата приказна, нели? Иако има обиди тоа да се прише дека тој бил агент на КГБ, иако КГБ расформирана 91 година. Тоа е она старата тајна служба, за тие што не знаат као на удба тука што се да, вели на дека Советскиот е сојуз, удба, да. тоа нема везе. Па дури имаш и наслови Путин е 1000 пати спомнат во но во каква конотација е спомнат. Тоа е многу битно. Значи не се договарал да оди Тама работа. да се опушти нели на островчето. Путин е спомнат како закана да не може би ги има материјалите на сите тие кои што биле дел од Во тоа. негативна конотација секогаш. Овакво од овие локални ве видов има некоја заборев како се викаше, дали беше Сана нешто, некоја државенка на Шведска по потекло од олово во Босна и Херцеговина, угледен, значи угледна бизнисменка, зашто велам угледна бизнисменка, бидејќи во многу написи кои во текот на времето излекувале во медиумите во Босна и Херцеговина, така ја Така реферирале на ословувале. неа. Да, значи таа и таа угледна бизнисменка која во која има дека му праќала на Dear Jeffrey, му праќала фотографии од девојките, од некои девојки, не знам дали добро знаев, а мислам дека се работи за некое извидничко друштво кое што таа го спонзорирала или не знам што. Се некоја хуманитарна работа. Да, тоа е гада. Пример, јас сум членувал во извидници. Мислам, тоа мене страшно многу ме погаѓа, знаеш, кога такви едни убави работи, организации, нели, кои што Се искористуваат се на ваков искористуваат начин. за, мислам, одвратно. Тоа е варда понуда на Види на материјал, види што од ова бите, каталог, те бендису или нешто или да барам ја уште, знаеш. Да. Имале страшно длабока, мислам, она долгогодишна кореспонденција помеѓу угледната бизнисменка и Джефри Епстин. Значи дека Епстин бил прилично вака интернационално расположил, соработувал со сите континенти, не бил он баш сега да кажеш нешто националиста човек. Не. Сите ги обожавал. Ниту расиста, ниту националист. Ништо, све било дозволено кај него. И таквите као таа Сана, мислам дека се беше Сана, може би сум грешка, имаше многу други. Ова мене ми падна во око бидејќи поради близината на Босна и Херцеговина, а за волја на вистината сум бил и во градчето Олово. Многу интересно место е тоа, под Романија. Така и го запомнав. Колку ли има вакви луѓе во светот? Сигурно се илјадници луѓе кои што на некој или друг начин помогнале тие громозорни работи да се случуваат. Па со оглед на тоа што толку луѓе поминале од таму, веројатно има многу, како што кажав, мојата претпоставка е дека жртвите најверојатно биле поединци, деца, девојки, момчиња од третите земји, така наречени трети земји, односно од третиот свет, како што се вика во научната литература, оној неразвиен свет, затоа што увеќе полесно да се и поевтино е да се подкупат токму тие како одеден вид нели алатки за потребите на елитиве на тој остров. И сега тоа не може директно Епштейн или секретарката на Епштейн, која што има најголема кореспонденција, мора да имаат пипци во тие држави, ме разбирате. Значи има изградена мрежа. Апсолутно, да, имат изградена мрежа
од Пак се такви вратиме на луѓе. прашање. И се треба да се види, да се размота тоа, Да, сериозно ама- сите држави да подистражат, да видиме дали Да, ма, има мрежа. за се некаков нив. криминал постои соработка огромна, па теа брка дрога по цел свет, па не знам ова, па не знам. Ама зова као нема некоја акција сега. Нели, прво никој не е обвинет од клиентите, ама да овие другиве на Ептин, тој не работел сам, нели, ете таа некоја му пракала каталози на некои извиднички од Да, па токму од тоа. Шведска, да. знаеш. Да, има такви сигурно многу. Па, Има многу, ама ете тоа тие не. деца од Тајланд и од Косово, па сигурно Епстин не е дел од Тајланд и од Косово да ги товари. Апсолутно. И тоа мора да биде локални луѓе. Па сигурно се од Значи, таму. луѓе кои што ги познаваат приликите, кои Да. што познаваат кои се дел од таа култура, дел од таа од тој народ, кои Апсолутно, што знаат како и да тие знаат работи. како Да. да организираат Па кај ако да е се некој одбратат, дом да за соберат деца без извидници. родители, па како ќе отидат они тој Апсолутно. ден? Да, Така или е. извидничко друштво или што ти ја знам. Сигурно мора да се некој локал. Или играорно друштво или или било што. игрорно друштво, да, пи такви работи. Мора да имало, но пак ќе кажам дека Па ние не- агенции не- за моделинг тие исто биле неверојатно злоупотребување. Па добро, тоа се најпогодни за тоа. Најлесно е со тоа се изманипулира. Да. Дојди сега кидеме ќе имаше бројни потресни приказни како татко ја носи својата керка, се враќа, нема ништо, исчезнува, никогаш не ја наоѓа повеќе. А било на некоја Забава. не било ни забава, туку како кастинг некаков за манекенки, нешто во тој стил. Све легитимно изгледа. После неколку часа не постои никој. Еден мој пријател напиша, со ова се докаже уште еднаш Маркс, дека светот е материјалистички, а не морален. Значи, гледаме моралов дека не допира многу, дека материјализмот е сепак главниот двигател. Зборувам за одекот и последиците од целата работа. Апсолутно. Дури Маркс има и експлицитна оваква, кога зборува за парите. Тој ја нарекува метафизичката моќ Аха. на парите. И цитатот оди: Јас сум грд, но парите ќе ми донесат убава жена. Јас сум нечесен, но парите ќе ме направат чесен во очите на На јавност. јавноста. Јас сум таков, јас сум неспособен, но парите ќе ме направат силен. Јас сум Слаб, практично, јас сум слаб, да. Но ќе бидам најак, да. Ќе бидам најак, да. Моќта на парите и на вистина историјата ја движи материјалната околност, односно материјалистичките потреби, за жал. И тука нема отстапки. Да, еве, И сите- ова уште еднаш се покажа како такво. Сите хигелијанци сега мислам дека нема што да кажат дека овакво ниту религијата, ниту доблеста, ниту било што друго Ние можеме такви не го владее свет, туку чисто материјалистичкиот. Значи, таквите работи, јас правам дисциплина помеѓу индивидуалната личност, значи, таквите работи го може ја прават индивидуата, но вие кога треба да воспоставите еден поглед на маса, ме разбираш, на колектив, вие не можете од нив да очекувате, не знам, свесност за било што, значи се работи за колектив. Значи има сили, материјалистички сили кои што ги туркаат на одредено колективно Да. однесување или не. А оваа ситуација се гледа тоа експлицитно, значи Се залажуваат луѓето. да, се залажуваат баш луѓето и гледаме како тоа ги движи работите. Па и ова со мозоците, значи се појави приказната, новинарите ја истражуваат, но не слушнав никој од органите да се заинтересира за тоа. Ки има ли нешто? Сте слушнале ли нешто? Сега за сега нема ништо не сум слушнал. Еве Премиерот се отвори. постојано вели подопрен глас нека реагира обвинителството, ова Сега се формира паралелна институција, национално тело за што е тоа? борба против корупција. аха, Тоа беше после случајов со дрогата која поминала или во Македонија била товарена, фатена во Србија, да, 5 тие тони, да. 5 тони друга, да. И мислам дека вака Па малце формирање тоа на се- адхок и паралелни тела само ги разводнуваат одговорностите.
а не дека придонесуваат за расчистување на случаите. Мислам, сега постои институции, постои политичкиот систем како таков. Нема потреба да се формираат паралелни. Видовме СЈО се формираше и до што доведе. Катастрофа беше. Треба системот, нели? Апсолутно, тоа треба да оди во каналите на политичкиот систем и неговите институции, таму да се расчисти. Сега нема се уште ништо во однос на случајов. Ова знаеме дека нешто освен медиумски написи и нешто што излезе. Подобро, имаме и сведоштво од колешката Атанасова Точуко, вели дека почувствувала притисок, имала од луѓе инволвирани од тоа и дека таа морала тогаш да престане со истражување на таа приказ. Значи се имаме некое сведоштво, значи тука се работи, ако ништо друго имало притисок врз новинар. Апсолутно, да. Дури ако немала работа. Дури ако се работело за легална и легитимна операција за научни истражувања, со дозвола за мотиви, зашто некој би вршил притисок за тоа да не се зборува? Да, зашто? И тоа е симптоматично. Да, па еве ова е доволен основ за да се подистражи, да. Во некој вршил да се повикат на сослушување инволвираните страни. Па има сите повеќето слушнавме незината изјава, може да се прочита, таа е достапна, јавно кажана и нема што тука ние сега да се прашуваме дали тука има нешто. Има, апсолутно. Ама видете што е тоа нешто, да. Сега не знам и колку се води евиденција во нашите здравствени установи, колку се пратени, како се пратени, кои, чиви. Значи, ако имаме евиденција од другата страна, а немаме до оваа страна, тоа е уште пострашно. Тоа е уште пострашно, да, па сега тоа треба да се спореди. Тоа е веќе црноберзијанство со човечки органи, тоа е многу без разлика за кои цели било. Добро, видите. Затоа што луѓето почнаа да го релативизираат тоа дека научни цели. Не може тоа се релативизира, бидејќи целото истражување на доктор Менгеле од Втората светска војна е прогласено за неетичко и барем формално ниту еден лек, ниту една операција, ниту една интервенција, ниту едно знаење кој има врска со медицината не се подлежи на неговите варварски истражување. И сега велам барем формално. Сега дали тоа некој скриен го направил, не знам, сега усе веруваме, усе не веруваме, но барем формално таков е ставот кој го имаме, нели, за тоа неетичко истражување. Исто би требало и ова да биде. Значи научни цели во ред, но етиката мора да биде присутна, бидејќи сме како тоа се прави. Човечки битија сме, нели? Инаку ќе дојдеме инаку ќе станеме Менгеле. Ако велиме, па добра, нема везе, добра, нека ти од жив човек мозок може на некој ќе му затреба, па ќе каже, ама тоа ќе спаси милиони, мислам. Глупаво е малце, нели? Не, да, тоа апсолутно во право си и затоа треба да се подистрži, мислам дека има доволно допрен глас. Ако ништо друго се отвори истрага. Ако ништо друго да се види, да се сослушаат и да има некаков исход од тоа, можеби не. Да. Ете, повторно доаѓаме до тоа дека како да сите да чекаат ова да се заборави со некоја друга афера. Да, има таква атмосфера. А војната во Иран, ја мислам дека ќе има таа улога. Тогаш да видиме колку многу наши зналци и паметни луѓе ќе коментираат, па за војната во Иран нема никој да коментира во насока дека тоа е агресија од нашата политичка елита. Борба за демократија, па но дефинитивно може да се заборави целиот овој случај. Тие едноставно носеле хиџаби, па затоа била оваа борба, која тука кај нас нема жени со марами хиџаби, мислам. Нели, ако е тоа проблемот. Ама и во Иран не е така како што е прикажано. Значи, не се сите. Не знам точно и не се преправам дека сум стручњак за Иран, не сум. Многу би сакал да идам, ама тоа станува тешко во последниве години. Реджеп, јас сакам да збориме на други теми, ама некако, нели, ова нова актуелна тема. Актуелна тема, премногу има што да се каже, веројатно можеме уште 2 сати да збориме, немам стомак за тоа. Признавам, оставам на некои поспособни од мене, кога ќе најдат за време, нели, па да прокоментираат нешто да направат подобро од ова, иако нели времето ги гази, не видов дека баш некој премногу за
е волен да прави муавет на оваа тема. Ти благодарам многу и се надевам дека за нешто подобро ќе се видиме во иднина, нека подобра тема. Благодарам тебе на поканата, се надевам да и јас дека ќе имаме теми кои што би разговарале за нашето обкружување. Па да не биде бар педофилија, да е војна тешка војна, тема, ајде. а и тема која што генерално со последните објави е ново објавена, така да мислам дека до прва ќе излегуваат и ако примети многу е тешко да се дојде до сликите и видеа. Да, не, преборувањето уопште не е едноставно. Преборувањето е многу тешко, затоа затоа е тоа така јавно објавено. Сега луѓето тоа се интересовни групи ќе си ги превземаат практично фајловите и ќе истражуваат што за нивните заедници. Верувам дека многу повеќе ствари ќе излезат на виделина. И молам некој од нив да земи за Македонија да пребара, пошто ке нас интерес нема. Да. Благодарам многу. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше ново издание од Митови и факти. Ви благодарам на вниманието и пријатно.